Добро вечер, тредневник на К3. Во текот на утрешниот ден, земјите ширум светот ке го одбележат 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Овој празник е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. Од секторот за внатрешни работи Куманово апелира граѓаните за време на празникот да се однесуваат совесно, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Во текот на утрешниот ден, земјите ширум светот ќе го одбележат 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Празникот е посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците и се одбележува во знак на почит кон жртвите на штрајкот, што се одржал од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго. На овој штрајк работниците се избориле за утврдување на 8-часовно работно време. За време на штрајкот била употребена сила од страна на полицијата, а неколку дена подоцна 4 од организаторите биле погубени. Во знак на почит кон жртвите, Втората интернационала на основачкиот конгрес во 1889 донесе декларација со која се повикуваат работниците од целиот свет на демонстрации на 1 мај со цел подобрување на својата положба. Од тогаш традиционално на 1 мај секоја година во повеќе земји ширум светот се одржуваат демонстрации во знак на одбележување на меѓународниот ден на трудот. Во пресрет на првомајскиот празник, односно продолжениот викенд, СВР Куманово ги потсетува граѓаните да ја почитуваат сообраќајната култура со почитување на сообраќајните правила и прописи и другите учесници во сообраќајот, пред се прилагоденост на брзина на движење, да не се управуваат патнички моторни возила под дејство на алкохол, како и без возачка дозвола и нерегистрирани возила, да ја се носи заштитна опрема за моторциклистите, да се воздржат од секако вид на агресивно и насилно однесување, тепачки и нарушување на јавниот ред и мир. При отсуство од домот, да се внимава и соодветно да се обезбеди имотот и вредните предмети од кражби, да не се оставаат вредни предмети на видно место во возилата, да се внимава со ракување на парични средства и паричници од кражби на места каде има поголема концентрација на луѓе. Особено СВР апелира до родителите за поголема контрола и внимание кон малолетните деца за нивна безбедност и заштита од пороци, злоупотреби и асоцијално однесување. Исто така, од територијалната противпожарна единица повикаа граѓаните да внимаваат каде ја палат скарата и по користењето веднаш да ја изгасат. Над милион денари потребни се за санација на мостот на Липковка, кој што беше оштетен од поплавите, кои го зафатија Кумановско на почетокот од годинава. Жителите во неколку наврати преку медиумите побараа санирање на мостот, бидејќи велеа дека се одсечени од градот и оти можат да се движат само пеш. Санацијата на мостот на реката Липковка, кој ги поврзува жителите на населбата Јоско Илиевски со градот, ке чини 1.200.000 денари. Општинската комисија за проценка на штети подготви извештај за настанатата штета на мостот од зголемениот водостој на реката Липковка. Оваа поплава беше на 29 март, а на претходната поплава која што се случи при крајот на јануар месец и во почетокот на февруар месец, две едно по други поплави во рок за 10 дена што беше, тогаш место беше статиката на мостот беше нарушена, еден дел од мостот беше трнат на страна, така да жителите можеа да го користат само за пешачење, не можеа со автомобили да поминат. Извештајот е усвоен, изјави председателот на Општинската комисија и ќе биде доставен до владата на разгледување. Согласно законската процедура, ќе се чека на одлука на владата. Според законските услови, значи општина Куманово треба да излезе со своја комисија, а извештајот да го испрати до владата на Република Македонија, до комисијата за просеки на штети. Ние после тоа треба да очекуваме одлука на влада на Република Македонија за обештетување и потоа да се види дали владата ќе го гради мостот или пак ќе ги трансформира средства од општина Куманово, па општина Куманово ќе го гради мостот. Жителите од овој дел на градот бараа решение на проблемот во март годинава, бидејќи поради надојдените води од поплавите, целосно се оштети едната страна од мостот, така што граѓаните можат да се движат само пеш, но не и со моторни возила и да се поврзат со градот. Плашиме ние секое утро, обезбедување дека имаме, да ги гледаме децата да не падат во река кога одат во школа. Имаме исто и болни луѓе. Имаме така што и брза помош не може да дојде. Не дај Боже некој да се разболи, како ќе го принесеме? Ќе тражиме хеликоптер од некаде, ќе дојде ли хеликоптер? Жителите од оваа населба објаснија дека досега упатиле 2 барања до локалната власт и дека чекаат одговор од институциите. Голем број членови од Сдруженијето на армиски и полициски ветерани, граѓани, војници од АРМ даруваа крв во чест на нивниот поранешен колега, член и редовен крводарител Александар Ковачевски. 23 крвни единици беа собрани првиот час од започнувањето на акцијата, информира од службата за трансфузиона медицина, а до крајот на денот над 40 крвни единици.
Еднаш крводарител, секогаш крводарител. Најчесто велат луѓето кои не ги пропуштаат крводарителските акции во Куманово. Идејата е многу хумана и се знае, спасување човечки живот е нешто најсвето. Од хумани димензии, а и од здравствени. Организмот делува проактивно и чувствата се подобруваат, додаваат крводарителите. Да му помогнеме на тие што му недостасува тоа крвта. И дај Боже да му помагаме на што повише луѓе. Дарувањето крв е помош за другите, да некои што имаат потреба за крв. Колеги се од работа, заедно сме тука за крв давање. Специјално сум дошол, што се вика ради честа, што се вика, иначе сум крводарител, можам што се вика и во Скопје, али ради овој повод дојдовме тука да даеме крв со неколку уште колеги. Голем број членови од Сдруженијето на армиски и полициски ветерани, граѓани, војници од АРМ даруваа крв во чест на нивниот поранешен колега, член и редовен крводарител Александар Ковачевски. Животот и делото на мојот сопруг можам да кажам дека беше на едно завидно високо ниво. Тој беше многу трудолюбив човек, беше хуман, беше голем другар, голем една широка душа. 23 крвни единици беа собрани првиот час од започнувањето на акцијата, информираат од службата за трансфузиона медицина. Куманово е познат како град, нели, град првоборец и секогаш во ситуации каде што треба да се покаже хуманоста, тие се на прво место, даруваат крв. До крајот на денот се очекува да бидат собрани над 40 крвни единици. Жители на Лојане ограбиле афганистанец во одворна џамија во ова село. СВР Куманово поднесе кривична пријава поради постоење основи за сомнение за сторено кривично дело разбојништво, а судија за претходна постапка на пријавените им одредил мерка притвор во трајање од по 30 дена. Тројца жители на Липковското село Лојане ограбиле и нападнале 20 годишен афганистанец. Против тројцата напаѓачи поднесена е кривична пријава за разбојништво. Инцидентот се случил на 15 април околу 2 часот во дворот на селската џамија во село Лојане. Разбојниците со физичка сила и со нож го нападнале афганистанецот и му украле 400 евра и мобилен телефон и се стекнале со противправна имотна корист од 36.000 денари. Му нанеле расекотина во пределот на левата рака. Судија за претходна постапка на пријавените им одредил притвор во трајање од по 30 дена. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против 34 годишниот жител на Скопје, МР, поради постоење основано на сомнение за сторено кривично дело разбојништво и против 34 годишниот БМ од Батинци, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело прикривање. На 21.12.2014 година, околу 21 часот и 30 минути во Куманово, на улицата Гоце Делчев, во облужувалницата Плеин, МР со закана со пиштол, извршил разбојништво на двајца вработени, одземајќи 39.500 денари од прометот и мобилен телефон во вредност од 3.000 денари. По ова, истиот во кафе-бар во Скопје, мобилниот телефон му го продал на второ пријавениот за 1.000 денари, иако знаел дека потекнува од кривично дело. Љубовта кон планината, височината е причината за да алпинистот Здравко Дејановиќ се искачи на вториот врв највисок на планетата К2, кој заедно со Анапурна 1 важи за еден од двата најелитни врвови за искачување. По повод Денот на планинарите и 33-тиот роден ден, планинарскиот клуб Козјак одржа презентација во Центарот за култура. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев презентација одржа алпинистот Здравко Дејановиќ по повод Денот на планинарите, 33-тиот роден ден на планинарски клуб Козјак од Куманово. Дејановиќ е член на Федерација на планинарски спортови на Македонија, спортист кој во последниве 6 месеци се искачи на К2, Монт Еверест, Анапурна 1, кои важат за најелитни врвови за искачување над 8000 метри. Сдружение спортско-планинарски клуб Козјак од Куманово по повод роденденот на клубот 7 април и ден на планинари 21 април, значи ден на кумановските планинари, го поканивме Здравко Дејановиќ, член на Федерација на планинарски спортови на Македонија, кој во последниве 6 месеци искачи 3 врва над 8000 метри, како што се К2, Монт Еверест и последниот Анапурна 1 на 24 март 2015 година. За успешно искачување, како што вели Здравко, на еден хималајски врв над 8000 метри се оди тимски, каде најважни се временските услови со објективниот квалитет на искачувачот, пред се психофизичката подготвеност. Ние минатата година истиот тим го искачивме вториот највисок врв на планетата К2, кој што заедно со овогодишниот Анапурна важат за два најтешки врва, за два елитни врва за искачување. Значи тимски изработивме и минатата година и оваа година. Би кажал само дека како водич на тимот ни беше Шерпас од Мигма,
Тој значи е од Непал и бевме искачувачи од ја од Македонија единствен, од Иран, од Финска имавме искачувач. Минатата година имаше од Кина, а оваа година имаше додатно тројци искачувачи од Кина. Тој вели за да се постигне ваков успех не е потребно да се откажеш од нештата, потребно е да се вложи многу повеќе во тренинзи, да се одвои време и да се оди на високите планински врвови, бидејќи една експедиција трае повеќе од 2 месеци. Мојот афинитет е чисто љубовта према планините, према височината. Ја како што кажав, вреди. Јас на последнава експедиција имав и повреди на раката од смрзнување, меѓутоа сето тоа е неважно во однос на таа пасија, на таа страст. Не постои некој врв што е поготово над 7000 метри да се искачи без некои непредвидливи ситуации. Меѓутоа, од прилика сето тоа е во моментот се решава, се импровизира. А еден единствен проблем, значи јас како што кажав со високо горство, значи со искачување врвови над 5000 метри се бавам повише од 10 години. Единствен проблем значи кој што ми е настанат е сега на Анапурна со измрзнатините на рацете. Здравко Дејановиќ со планинарството се занимава повеќе од 20 години. Љубовта кон планините вели дека потекнува од убавините кои ги поседуваат нашите планини. Во уметничката галерија во Куманово беше отворена самостојна изложба на академскиот уметник Анета Божинова. Беа изложени 14 дела, слики и скулптури насловени како импулси. Изложбата е организирана во соработка со Сдруженијето на Хрвати и уметничката галерија од Куманово. Во уметничката галерија во Куманово беше отворена изложбата на слики и скулптури на авторката Анета Божинова од Скопје. Беа изложени 14 дела, слики и скулптури насловени како импулси. Ова е самостојна изложба на авторката во Куманово, а преку нејзините дела е прикажан нејзиниот живот. Тоа се идеи кои што беа преточени во оној медиум во кој што најдобро можеа да бидат искажани приказните. А секоја приказна е едно ново доживување, трансформирање на еден впечаток, впрочем и самата изложба, насловот го кажува своето. Тоа се значи едни произлезени енергии кои што се без размисла пренесени на еден лист. Сликите се работени во техниката акрил на платно. Божинова вели дека за проектот размислувала 4 години и сега било вистинското време да го реализира. Првичната идеја може би започна да созрева некаде уште пред 4 години. Меѓутоа, сето тоа полека и полека се пренесуваше, раснеше, добиваше еден многу посериозен карактер и делата секогаш уметникот ги работи до последен момент. Изложбата е организирана во соработка со Сдруженијето на Хрвати и уметничката галерија од Куманово. Оваа вечер можете да видите сликарство надополнето со вајарство, што со скулптури, што навистина е реткост, нели? Таа веќе во 2012 година ни беше гост овдека во Куманово, имаше изложено своји скулптури, а ова е второ нејзино гостување во нашава галерија. Сама изложба се гледа еден професионализам, еден уметнички пристап, една прекрасна изложба, еден подарок за сите граѓани на Куманово. Божинова и предходно се представувала во Куманово, а зад себе има голем број на изложби организирани во земјава и странство. Изложбата ќе биде поставена до 9 мај. Во Основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка се одржа првата работилница наменета за оделенските наставници во рамки на проектот Со читање до лидерство. Проектот е под покровителство на Американската агенција за меѓународен развој USAID и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Има за цел да се унапреди образованието во современото општество. Во рамки на проектот Со читање до лидерство, во кој се вклучи и Основното општинско училиште Илинден, се одржа првата работилница наменета за оделенските наставници. Истата ја водеше професор Кирил Барнабеев од Педагошкиот факултет од Штип, кој појасни дека обуките од ваков тип имаат за цел формирање на заедници на локално, а подоцна и на регионално ниво, кои ќе ја унапредат културата на учењето. Работилниците, освен теоретски дел, ќе опфатат и практични активности за размена на педагошки практики меѓу образовниот кадар.
Станува збор за формирање на заедници за учење, за култура на квалитет на учење, за влегување во еден формат на она што треба да представува всушност сега и образование во 21 век, соочување со некои предизвици, развивање на некои техники и стратегии кои што можат да бидат од огромен придонес за подобрување на квалитетот на локално ниво, на пример, формирање на групи на неколку учители и наставници кои што ќе отворат одредено прашање, ќе се групираат и ќе го решаваат тоа прашање, се со цел подобрување на јазичната писменост кај децата, на математичките вештини кај децата, создавање на љубов кон воспитанието и образованието, градење на друга култура, на квалитети на учење и развивање на тимскиот дух во училиште. Пилот фазата ќе се реализира до 2017 година во неколку воспитно-образовни установи, а потоа ќе ги опфати сите основни училишта во земјава. Овој тип на работилници е комбиниран, значи имаме на почеток неколку информации околу тоа кој е концептот на заедница за учење, што е тоа филозофијата на оваа заедница на учење, а се понатаму следи во вид на организирање на практични активности во кои што сите наставници ќе си реализираат и ќе си формираат свое собствено портфолио, своја собствена група и се што ќе работат ќе влегува во тоа портфолио и понатаму ќе се создаваат мрежни, локални и регионални центри, заедници за учење на кои што ќе се разминуваат искуства, наставниците ќе добијат сертификати, наставниците ќе добијат и одредени награди, а оние кои што ќе бидат најдобри од одредено училиште ќе добијат и дидактички материјали. Проектот е под покровителство на Американската агенција за меѓународен развој USAID и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор Македонија. Мисијата е изготвување, развивање и спроведување на програми кои ги унапредуваат образованието и културата во современото општество како клучен фактор за образовен, културен, економски и социјален развој. Амбасадорот на Европската Унија Аиво Орав, вице-премиерот Фатмир Бесими и председателот на Европското движење Милева Ѓуровска денеска ги представија активностите по повод годинешната прослава на Денот на Европа. Делегацијата на Европската Унија во партнерство со Секретаријатот за европски прашања, Европското движење, амбасадите на земјите членки на Европската Унија и други локални институции ќе организираат и поддржат повеќе од 50 настани со цел да го прослават 65-тиот роден ден на Европската Унија и да им го приближат процесот на европска интеграција на граѓаните. Денот на Европа 2015 ќе биде прославен на многу начини, вклучувајќи го и традиционалниот настан Денот на Европското знаме, Скопскиот маратон по повод Денот на Европа, Европскиот хепенинг во Скопје, како и бројни дебати, предавање надпревари, културни настани и локални прослави, кои ќе се одржат низ целата земја. Европската Унија инфомрежата и Европската Унија инфоточките во повеќе општини ќе организираат хепенинзи за Денот на Европа со цел да се прослави европската идеја на локално ниво. Автобусот на Европската Унија оваа година повторно ќе патува низ земјата и ќе ги посети следните села: Порој, Кривогаштани, Чегране, Конче, Черкези, Негорци, Петровец, Пласница, Облешево и Просениково. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ја оцени за успешна посетата на Азербејџан, во рамки на која оствари средба со шефот на азербејџанската држава Илхам Алиев. На собирот годинава учествуваа над 100 представници од околу 60 земји во светот и десетици меѓународни организации. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ја оцени за успешна посетата на Азербејџан во рамки на која оствари средба со шефот на азербејџанската држава Илхам Алиев. Учествуваше на третиот глобален Баку форум и на меѓународната конференција за човечки развој, а се обрати и на бизнис форум на кој беа представени потенцијалите на Македонија и поволностите што се нудат за странски инвестиции. Иванов посочи дека на средбата со Алиев двајцата констатирале дека добрите политички односи треба да се преточат во многу поуспешни економски односи. Ова беше многу успешна посета и очекуваме од контактите и средбите што се остварени за време на оваа посета во најкратко време и да се ефектуираат. И председателот Алиев најави посета на Македонија. Веројатно тогаш ќе има можности за бизнисмените од Азербејџан да ја посетат Македонија и да ги видат потенцијалите што ги нуди државата, рече Иванов. На глобалниот Баку форум, кој се одржува по трет пат, председателот Иванов истакна дека станува збор за форум кој настојува да прерасне на нивото на Давос и Минхенската безбедносна конференција.
На собирот на кој годинава учествуваа над 100 представници од околу 60 земји во светот и десетици меѓународни организации, како и голем број поранешни председатели и премиери од целиот свет, вели се дискутираат прашања кои не се опфатени со овие два значајни меѓународни форуми, а се однесуваат на сите предизвици на глобалниот светски поредок. На форумот се дебатираат прашања за Европа и незиното соседство, за односот на Русија кон Западот, за сите можни сценарија во Украина, за сите предизвици кои доаѓаат од радикализацијата на религиите, сите замрзнати конфликти кои постојат на планетава. Се зборуваше за глобални теми од глобални актери, затоа што тука присуствуваат и членовите на Мадридскиот клуб и членовите на Светската академија. Со учество на Македонија на вакви форуми имаме можност да ја кажеме вистината за нас, нашата представа за тоа како се одвиваат сите овие настани и предизвици кои ги имаме и ние кај нас. Тој денеска во Баку се обрати на меѓународната конференција за човечки развој, насловена Рамка за нова парадигма во организација на Меѓународниот центар Низами Ганџави и Светската академија за уметност и науки, со што го заокружи тридневниот работен престој во Азербејџан. Сириската армија извршила хемиски напад врз провинцијата Идлиб, при што биле забележани случаи на задушување. Најмалку 100 луѓе беа повредени за време на протест на наставниците во градот Куритиба, кој се наоѓа во јужната бразилска држава Парана, додека во Соединетите Американски држави протестираат против полициското насилство. Свето денеска. Сириските невладини организации соопштија дека во северозападната сириска провинција Идлиб е извршен нов напад со хемиско оружје, пренесува МИА. Владините хеликоптери врз градот Сараке префрлиле 2 или повеќе бомби канистери, полни со хлор. При тоа биле забележени случаи на задушување. Овие тврдења засега не може да се проверат од независни извори. Халет Хоја, лидерот на главната сириска опозицијска група, Сириската национална коалиција, вчера за време на неофицијалната средба зад затворени врати во Советот за безбедност на Обединетите нации, изјави дека добил информација за употребено хемиско оружје. Хоја го повика Советот да ги почитува своите резолуции, вклучувајќи ја и онаа што се заканува со активности против употребата на хемиско оружје. Најмалку 100 луѓе беа повредени за време на протест на наставниците во градот Куритиба, кој се наоѓа во јужната бразилска држава Парана, пренесе Ројтерс. Полицијата употребила гумени куршуми, солзавеци, водени топови за да ги растера демонстрантите. Локалните изданија објавуваат фотографии на кои се гледаат демонстранти со своевидни шлемови и штитови. Има повредени меѓу полицајците, додека 7 лица биле апсени поради обиди за напад врз нив. Демонстрантите се собраа пред зградата на локалниот совет за да изразат несогласување со гласањето на пензиски промени. Тогаш презедоа акција органите на редот. Градоначалникот на градот информира дека бил принуден да ја отвори зградата за повредените, бидејќи она што се случува надвор било толку страшно што личело на војна. Локалните власти изразиле длабоко жалење од исходот на протестот, а органите на редот биле критикувани поради начинот на кој се обидоа да ги задушат демонстрациите. Стотици луѓе излегоа на улиците на Њујорк вчера и повикаа за правда по смртта на Фреди Греј, кој почина во болница во недела, откако доби повреди на кичмата во полициски притвор во Балтимор, пренесе Ројтерс. Во Њујорк се уапсени првично 3 лица, откако стотици демонстранти се собраа во Унион сквер и некои од нив се обидоа да поминат низ комплексот и да тргнат по улицата, запирајќи го сообраќајот. Демонстрантите се собраа и на Тајмс сквер и тргнаа на север, блокирајќи го сообраќајот во 7-та авенија. Портпаролот на полицијата соопшти дека во Њујорк биле уапсени повеќе од 60 лица. Во Бостон, Вашингтон и Минеаполис демонстрациите беа малубројни. По жестоките судири од пред неколку дена во Балтимор, вчера таму ситуацијата беше мирна. Се обнови работата на училиштата и продавниците. По улиците патролираат полицајци и војници од Националната гарда. Ракометниот светски шампион Франција го потврди својот квалитет и очекувано славеше победа вчера во мечот против репрезентацијата на Македонија, која беше рамноправен противник. На надпреварот одигран во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје, Франција ја победи Македонија со 27-25 во квалификацискиот меч за Европското првенство во Полска следната година. Најефикасен во редовите на триколорите беше Мишел Гигу, кој постигна 6 голови, еден повеќе од Тимотеј Гусан. Капитенот на македонската репрезентација Кирил Лазаров со 8 голови беше најдобар стрелец на надпреварот.
Дејан Манасков придодаде 5, а по 4 постигнаа Стојанче Стоилов, како и Гоце Георгиевски. Франција и Македонија ќе одиграат уште еден меѓусебен дуел и тоа во недела на 3 мај во Тулуз со почеток од 17 часот. Ова беше средбата од третото коло во квалификацијската група 6 во која се надпреварува и Швајцарија и Чешка, а победа забележаа гостите со 30-26. Кошаркарскиот клуб Куманово и оваа надпреварувачка кампања беше солиден во регионалното надпреварување Библ Лига. Успеа да се вмеша меѓу недобрите 8, загуби во четвртфиналето од финалистот, рилски спортист. Како и да освојувачот на шампионатот ЕСО Македонски шмек, затоа што до победата Сигал Приштина ја водеа нашите Илиевски и Трајковски. Екипата на Сигал Приштина, која ја предводи нашиот стручњак Маријан Илиевски и за која настапува репрезентативецот Бојан Трајковски, успеа да ја освои Библ Лигата. Составот од Приштина и во вториот финален меч го победи рилски спортист од Бугарија, овој пат на гостински терен со 80-71. Избраниците на Илиевски ја загубија само првата четвртина, 26-22, додека во останатите периоди доминираа и заслужено се закитија со круната во ова надпреварување. Најпрецизни во победничката екипа беа Хулс со 22 и Мавунга со 16 поени, додека на спротивната страна Гугино уфрли 25 кошеви. Македонскиот центар Трајковски за 24 минути на паркетот реализираше 8 поени на кои што додаде исто толку скокови. Челси пред шампионска промоција на островот, спонзорите дарежливи кон баварците. Светот во екстаза пред боксерскиот спектакл в недела. Ова е дел од изборот во сегментот резервиран за меѓународниот спорт, а ќе тргнеме со НБА. На двата интересни надпревара одиграни ноќеска во НБА плейофот, победи забележаа домашните екипи. Мемфис стигна до 4-1 во серијата против Портланд, откако славеше со 99-93 се избори за полуфинале со Голден Стейт. Атланта го врати водството во дуелот со Бруклин, сега е 3-2 во серијата. Јастребите на домашен терен славеа со 107-97, а најефикасен играч беше Демар Керол со 24 поени. Македонскиот кошаркар Перо Антич имаше солиден настап, одигра безмалку 18 минути, постигна 8 поени и запиша 4 скокови и една асистенција. Вечерва се игра два надпревара, Милвоки со Чикаго со 3-2 водат Булс и Сан Антонио против Лос Анџелес Клиперс со 3-2 предност за Сан Антонио. Фудбалерите на Челси со пресврт славеа над ривалот Лестер со 3-1 во заостанатиот меч од 27-то коло од Премиер лигата. Лондонските сини влегоа опуштено во овој надпревар и затоа беа казнети во продолжението од првиот дел, кога Олбретон погоди за 1-0 во корист на Лестер. Сепак во продолжението на мечот со головите на Дрогба, Тери и Рамирес, Челси успеа да дојде до посакуваните 3 бода. Челси во недела игра против Кристал Палас, а со евентуална победа би осигурал петтата шампионска титула во клупската историја, а прва по 2010 година. Германската мултинационална компанија за спортска опрема Adidas продолжува да ги руши границите во светот на фудбалот. Овој пат Adidas подготвил 10-годишен договор од неверојатни 900 милиони евра за германскиот фудбалски тим Бајерн од Минхен. Германскиот шампион и германската мултинационална компанија ќе ја продолжат соработката до 2030 година, а иако актуелниот договор истекува за 5 години, од Adidas одлучиле пред време да понудат нов, побогат. Наисчекуваниот и најскапиот меч во историјата на боксот, борбата меѓу Флоид Мејведер и Мани Пакјао ќе се одржи во ноќта меѓу саботата и неделата. Целата програма ќе започне во 3 часот и 30 минути, а главниот настан нема да тргне пред 5 часот. Мејведер и Пакјао ќе се борат за шампионските појаси во верзиите ВБЦ и ВБА во велтер категорија, но никој не крие дека финансискиот аспект е поважен дури и од самиот меч. Само од продажбата на телевизиските права, организаторите ќе заработат 400 милиони долари, а кога на оваа сума ќе се додадат спонзорските договори, известно е дека сумата ќе надмине милијарда долари. Без оглед кој ќе победи, Мејведер ќе добие 180, а Пакјао 120 милиони долари. Дека боксерската треска владее овие денови во Лас Вегас, говори и податокот дека билетите за мечот се продадени за само 45 секунди. Само 1000 среќници преку интернет дојдоа до златното парче хартија. Цената на овие билети се движела меѓу 1500 и 7500 долари, додека преостанатите 15500 влезници се резервирани за спонзорите, промотимовите на боксерите и медиумите.
Времето денеска беше променливо облачно во поплодневните часови со појава на краткотраен повремен дожд. Дуваше слаб до умерен променлив ветер. Во продолжение следува метео за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Ви благодарам на вниманието. Останете и натаму со К3. Пријатна вечер.